И јас морам да укажам на следново. Расправава е постфестум, 2023 година сме, расправаме за извештај за 2021 година. Не можам да не кажам во случајов дека вината не ја наоѓам кај председателката на Комисијата за политички систем, бидејќи како член на оваа комисија знам дека расправавме во мај 2020 и тоа во неколку наврати, значи во април, 18, 20, 27 и 3 мај 2022 година. Таа е треба да биде известител, еден декоративен институт од деловникот, бидејќи уште не сум чула некој да извести што сме заклучиле на Комисијата за политички систем. Значи, го чекаме новиот извештај, а расправаме сега за извештај за 2021 година. Она што мене најмногу ме загрижува е следново, што во самиот извештај од Комисијата за политички систем стои заклучокот дека се задолжува владата во рок од 6 месеци од денот на утврдувањето на овие мерки до собранието да достави информација за имплементација на истите. Замислете, значи 6 месеци од денеска. Објаснете ми тогаш зашто ќе расправаме ние, кога по 6 месеци ќе стигне овде извештајот за 2023 година. Тоа е првата забелешка, значи ова може да го окарактеризирам како парламентарна мимикрија. Нешто друго сакам да кажам. Ако за извештајот е надлежна Комисијата за политички систем, тогаш и на Комисијата за политички систем, ама и денеска овде треба да седи кој? Оној министер без работа. Некогаш навивач, денеска фудбалер, значи не ми е јасно зошто не е овде. Бидејќи извештајов, иако се однесува на администрацијата, државна и јавна, индиректно многу се однесува и на самата влада и на министрите. Бидејќи со политизирана администрација и партизирана администрација се разбира командуваат министрите. Меѓутоа, тие немаат време за парламентот. Друго што сакам да кажам, извештајот е всушност слика на администрацијата, државна и јавна, и јас морам да кажам дека од она што го читам овде, сликава би ја окарактеризирала како мртва природа. Зошто? Бидејќи не одговараат на препораките на народниот правобранител, како да не ги засега она што е напишано внатре нив. Да посочам сега неколку поенти, инаку искрено, една година потоа, ја самата, иако сум дискутирала, знам и сум разменила мислења со народниот правобранител, не помнам што сум кажала, па денеска наново. Замислете на што ја трошиме ние енергијата. Оти не може, кога се работи за извештај и за парламент, да важи репетицио ес матер парламенторум. Не. Тоа воопшто не смее овде да се применува. Најстрашното, што и во овој извештај првото место, неславно, го завзема правосудството. Јасно ви е зошто. Јасно е зошто имаме 3% или 4% само поддршка на една од најважните институции. На второ место детските права, да, децата се нашата иднина, ама децата се заборавени во сегашноста. Следат потоа, неславно значи, по детските, потрошувачките права, па работните односи, социјалната заштита и така натаму. Јас би сакала од народниот правобранител да чујам некои одговори, имено ако има овде набележано 3075 предмети, се вели дека во 755 се констатирани повреди на човековите слободи и права. Значи, прво ме интересира, зошто, што е основната причина, освен ако се недопустливи за постапување, што е покрената постапка по 2085, иначе во 67,8% од представките, и дека, што е многу мал број,
во 755 е констатирана повреда на човековите слободи и права. Дали тоа значи дека државните органи и оние со јавни овластувања постапувале како што треба, бидејќи јавното мислење, и не само врз основа на вашиот извештај, туку и врз основа на другите извештаи, мисли поинаку. Значи, тоа е едното прашање. Понатамо, со право ги споменувате, се обидувам да се подсетам, значи лицата кои апсолутно не се евидентирани, не постојат, не се видливи, расправавме овде за нив, бидејќи ако се невидливи, тие се најчесто најранливи, односно мета на тешки повреди. Понатамо, еве, кога посочувате дека во сферата на детските права има сериозни повреди, особено исто така и во правото на образование, мене ме интересира дали е нешто сменето во меѓувреме, бидејќи ако имавме една чудна концепција на учебници, на хартиени, на дигитални учебници, кои всушност ги немаше, беа замислени, сега имаме проблеми со хартиени учебници, меѓутоа не е само тука министерот одговорен, тука се ангажирани и бирото и останатите органи, што значи би можело да имаме коментари за нивното непостапување од ваша страна. Да не говорам, колешки и колеги, за фамозната радиодифузна такса, која, замислете, се уште им се наплатува на граѓаните, тоа е за црна хроника, а не е за народен правобранител. Ете, тоа значи слаба држава, држава која не функционира. Со право, по не знам кој пат, се констатира дека казнено-поправните установи и домови и воспитно-поправните установи се тешки места во кои нема живот за оние што се внатре. Секогаш, па дури и по повод 8 март, реков дека луѓето не престануваат да бидат човечки суштества и кога се во казнено-поправни домови и воспитно-поправни установи. Повторно ме интересира зошто се тие секогаш од затворен вид и мислам дека по не знам кој пат бараме да се сменат овие нешта. Кога се работи за казнено-поправниот дом Идризово, сите знаеме дека е тоа едно чудно, непристојно место за живот на луѓето кои веруваат дека можеби може да се ресоциализираат или да се превоспитаат. Тамо нема шанса за воспитување или за превоспитување, зошто? Заради ужасните услови. Мене особено тука ме засегаат жените, многу од нив се мајки, оној чуден, значи, правилник на Идризово, кој што ако имате и некоја друга постапка во тек, тогаш не можете за време на викендот да си ги видите малолетните деца. Мислам дека мора да се стави крај на ова. Децата имаат потреба од мајка и тогаш кога таа е во Идризово. За полицијата, да, ние расправаме дека е добар чекор што во рамките на самото народно правобранителство ќе има посебен сектор кој што ќе има контрола врз постапувањето на полицијата и јавното обвинителство, меѓутоа јас навистина не гледам досега соодветен одговор на вашите укажувања. Значи, крајно време е нешто да се смени. За буџетот беше споменато, да, наместо да се зголемува буџетот, гледаме дека буџетот се намалува и навистина тоа е шокантно, бидејќи сите ние веруваме дека можеби сме далеко од Шведска, меѓутоа дека извештајот на народниот правобранител е ден секаде каде што стрепат сите државни и јавни службеници од она што се чујат, што ќе го чујат од страв дека можеби нема нивното име да се најде тамо. Што уште само да потенцирам, најважното е не само вработувањето, каде што зборувате за недискриминацијата, туку стручноста и компетентноста. Јас се надевам дека ова ќе биде последен момент кога сами ќе седиме со вас. Се надевам дека
ви заврши